Да живееш со кронова болест е секојдневен предизвик. Заболените со оваа болест секојдневно имаат тегоби, болки во стомахот, затоа што таа е воспалителна болест на цревата или на дигестивниот тракт и секојдневно се соочуваме со одредени тегоби, но тие се невидливи. Можеби еден од најголемиот предизвик со кој што се соочуваме е доволен број на специјалисти, доволен број на медицински кадар кој што може да работи и да ја менеџира оваа болест, затоа што болеста е неизлечива. Единствен начин на справување со болеста е таа добро да биде менеџирана. За да биде добро менеџирана е потребен тим од доктори кои што ќе се справува со болеста. Тимот на доктори е составен од гастролог, хирург и во некои земји каде што се понапредни и во медицината и како општество се вклучува и психолог. Не е на позитивна листа, туку мора да се поминат одредени комисии, составување на докторски комисии кои што ќе одлучи ќе одобри дека оваа терапија е потребна. Кај нас се уште постои начинот на третирање на болеста од полесните типови на лекови, па кога ќе се влоши ситуацијата со болеста, тогаш можеби ќе добиеме можност да имаме биолошката терапија. Оваа практика е напуштена во поголем дел од западниот свет, затоа што биолошката терапија е една од најпотентните терапии кои што можеш да ги примиш за кронова болест. И логиката е дека најпотентната ја почнуваме на почеток, затоа што на тој начин може да спречиме развивање на тешка форма на болеста, која што може да заврши со оперативен зафат. Првично треба да добиеш од хирург мислење дека е потребно тоа медицинско помагало да го носиш. Вториот чекор е да се однесе во фондот за здравство каде што ти изготвуваат решение дека тоа помагало ти е одобрено. Третиот чекор одиш потврди зимаш од матичен лекар, па повторно се враќаш во фондот за здравство со тие потврди. Врз основа на тие потврди они ти одобруваат да добиеш медицинско помагало и крајниот чекор е одиш во овластената аптека дистрибутер за да го земеш ова помагало. И сега ова ако го направиш еднаш и понатаму само ги добиваш помагалата е сосема во ред. Меѓутоа, процесот е сосема отежнен затоа што на секои 3 месеца се носат потврди за повторно да се заверат. Најчесто луѓето околу нас не може да приметат со сите проблеми кои што се соочуваме, тргнувајќи можеби и од наједноставниот проблем. Поради нарушениот дигестивен тракт имаме потреба од почесто користење на тоалет и тоа секогаш не е лесно и особено во градови како што се нашиве во Македонија без јавни тоалети понекогаш и огромен предизвик.
омикроновата болест е имунокомпрометирачка болест, што значи дека сме многу поподложни на коронавирусот. Ние бевме изложени на ризик од пренесување на коронавирус, затоа што моравме по саат, 2 сати да поминуваме низ институциите, чекајќи во ред за да ги добиеме овие потврди, за да го добиеме одобрението.